Вакерда радио Тетово, комашме далгис катрошташ ушов тепанш Петроја, тај ултра харне далгис катроштол утрин тешор нека херција. Камдашунде лачудиве. Дола самари емисија кермуничи, савики програма радио Тетовако, сисако жоја катро сахаци дежавта, джико сахаци дежавта те 3 минутија. Тетовска општина, како и другите општествено-политички заедници во нашава република, од ослободувањето наваму забележува високи дострели во развојот на сите области од животот. Од неразвиена, по војната само со монополот како единствена стопанска организација, со големиот ентузијазам и самопрегорот на збратимените македонци, албанци, турци, роми и други што живеат на ова подрачје, Тетовска општина постигна огромни резултати во развојот на материјалната основа во сите домени од животот и развојот на општествено-политичките, самоуправните и економските односи. Изградени се крупни индустријски објекти: волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан, хемиско-електрометалушкиот комбинат Југохром од Јегуновце и другите, кои се носители на индустријскиот развој. Денес, во општествениот сектор на стопанството на Тетовска општина се вработени повеќе од 21.000 работници. Со брзо темпо се развиваат и другите стопански области кои докрај се вклопуваат во општата тенденција на брзиот стопански развој. Во областа на општествените дејности се оди со големи чекори. Збогатена е материјалната основа на образованието, здравствената заштита, културата, спортот и другите области. Само како илустрација ќе го споменеме фактот дека само во основното образование во 952 паралелки се школуваат 30.000 ученици. Во изградбата на современи здравствени објекти, решавањето на проблемите на инфраструктурата, урбанизацијата, за развивање на културниот и спортскиот живот, се учествува и лично преку солидарни местни самопридонеси. И во овој среднорочен план на развојот на општината, работните луѓе и граѓаните се определија за продолжување на самопридонесот од минатиот 5-годишен план. Со тоа непосредно се предонесува во решавањето на проблемите што ја лимитираа битката за поубав и поорганизиран живот. Покрај македонците, албанците и турците, во Тетово живеат и неколку илјади роми. Во денешната емисија ги представуваме со нивниот напор да се остваруваат како градители на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи во средините каде што живеат, работат или учат и културно се изразуваат. Радио Тетово е првата радиостаница во светот што емитува програма на ромски јазик. Во овие 9 години откако започна да се емитува програмата на ромски јазик, Радио Тетово како информативно средство одигра значајна улога во информирањето на ромите на нивниот јазик, запознавајќи ги со сите збиднувања од животот во општината. Вахерла Радио Тетово станува очекуван и незаменлив радиосигнал. Веста за првата радиостаница што емитува програма на ромски јазик брзо проструи низ светот. Прифатена е со задоволство и надеж дека примерот за пример и натаму ќе се шири и унапредува. На вториот конгрес на ромите во Женева, делегатите од целиот свет со долготраен аплауз ја поздравија веста за првата радиостаница која на својата програма емитува програма на ромски јазик. Соодветно признание доби и водителот и уредникот на емисијата Ремзи Мерсими, како и Радио Тетово, која практично оствари ваква емисија, многувековен сон на ромите од целиот свет. Јас ја подкупувам емисијата на ромски јазик на Радио Тетово. Ова информативна емисија на ромите се емитува секој четврток во трајање од 30 минути и тоа од 17 часот до 17:30 минути. Емисијата на ромски јазик
првпат е воведена на 18 јануари 1973 година. И од тој ден, па секој четврток редовно се емитува информативната емисија на ромски јазик, во која ромите се информират за значајните настани кои се одвиваат во општината Тетово. Емисијата содржи 3 дела. Првиот дел е песна на неделата, вториот дел вести и третиот поздрави и честитки на слушателите роми од нашата општина. Нашата емисија на ромски јазик е прва во светот и се прават обиди и во други градови да се емитува една ваква емисија во која ромите равноправно ќе се информират за значајни настани од општествено политички живот на нашата земја. По војниот период, тоест во новата Југославија, ромите равноправно се вклучени во општествено, економскиот, политичкиот и културен живот, што произлегува од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во кој јасно и недвосмислено е речено дека припадниците на народите, народностите и етничките групи кои живеат се равноправни и имат исти права и должности, им е гарантирана слободата на употребата на мајчиниот јазик и да ја развиват и изразуват сопствената култура. Благодарение на правилната и доследната линија на Сојузот на комунистите на Југославија, кој што денес не води кон нови победи и успеси во изградба на самоуправен социјалистички општествен развиток, емисијата на ромски јазик на Радио Тетово ги демонстрира на конкретен начин придобивките на слободата што ја создаде народно-ослободителната борба и социјалистичката револуција. Инаку, јас сум наставник во Основното училиште Братство и единство, а и вонреден студент по новинарство при Филолошкиот факултет во Скопје. Се обидувам со моите соработници кои ги нема во голем број да контактирам и да најдам заеднички јазик и секогаш емисијата да побудува интерес кај младите и граѓаните воопшто. Наставникот Ремзи Мерсими е широко ангажиран општествено-политички и културен работник. Вонредно студира на факултетот по новинарство во Скопје. Учествуваше на вториот и третиот конгрес на ромите од целиот свет што се одржаа во Женева и Гетингем. Ремзи Мерсими со горделивост ги запозна делегатите на вториот конгрес во Женева за првата емисија на ромски јазик што емитува Радио Тетово и со искуствата од напорот за употребата на ромскиот јазик. Заедно со група автори учествуваше во подготовката на публицистичкото дело на ромски јазик по Тито век се познава. Книгата е издадена минатата година во Ниш и зборува за епохалното дело на председателот Тито. Голем број роми од Тетово се вработени во општествениот сектор на стопанството и нестопанските дејности во Тетовска општина. Тие се добри работници и самоуправувачи. Ценети се работници и другари во работните колективи.
многумина од нив заземаат работни места со одговорни задачи. Меѓу нив е и текстилниот инженер Мукбул Шачири. Се викам Мукбул Шачири, да работим во предилница за влачено предиво како шеф на предилницата. Веќе 10 години. Инаку сум член на ЕСКА и сум делегат во Општинска конференција на ЕСКА во Тетово. Во предилницата се наоѓам повеќе години и тука сум започнал своето образување. Сум почнал како обичен работник и завршив Виша техничка школа во Белград. После тоа известно време бев како заменик на раководителот во предилницата и потоа наступив ко шеф на предилница. Таму се производи во главном влачено предиво за потребите на Тетекс и за потребите на други предпријати, фабрики со кои соработуваме. Јас се викам Беџети Аднан, бидејќи порано сум работел во ковачница приватни работи, сега сум се запослил во фирмова Неметали, кој сум истекнал квалификација тука, бидејќи со другариве сложно, добро поминуваме и нема проблеми. Бидејќи работувам во овие работи мермери, Јас се викам Рамадан Изекирија. Вработел сум во Шикелак. Во Шикелак, односно во нашево предпријатие, има културно-забавен живот, каде што активно учествувам во тоа работно место и минатата година во Пробиштив го освои првото место за избираме најдобар пејач работник во Пробиштив. Јас се викам Реджеп Јасија, работам у Шикелак. Сум задоволна со работа. Ромите од Тетово постепено го напуштија традиционалниот начин на животот. Остварувајќи се како рамноправни градители, тие создаваа благодет и за сопствениот живот, кој ги има сите карактеристики на модерниот и современ живот на нашите граѓани.
И врската со татковскиот и прадедовскиот занет се продолжува како сентиментална нишка, но со широки можности од сопствениот труд убаво да се живее. Малото стопанство на Тетовска општина има потреба од услужни занаетчии. Модерните ковачи меѓу ромите сега се високо способени работници со стручни квалификации и техничка оспособеност во железото и натаму да го вградуваат трудот и духот на некогашните примитивни ковачи кои биле ценети представници на ромите. Овој занет мене ми од татко потекло. Овој занет јас го работам од 7 години. Су положил во општина ВКВ мајстор у 73 година. Од 7 години го работам овдека сам со брат ми, повремено ни помагаше и татко ми стариот. Он моментално има 57 години, јас имам 29 години. Брат ми е пријавен на социјално и јас исто социјално до 73 година работав како работник при татко ми. После 73 година фирмава га вртив на моје име и сработам јас. Занетот го имам, мерак да го работам уште зашто го работам од малена. Се викам Мемеди Муамет, работам тука со брат ми, иначе имам завршено машински техничар. Имам завршено, а работаме тука заедно. Овој занат ни е потекло дедо предедо. Работам тука, не ќе да се запослим, затоа што тука мене ми е поубаво и мислим дека подобро се живи. Зошто ковачството не е како што било порано, све примитивно работење. Сега се работа, мислим, све машинско. Имамо све на струја, машина за бушење, за стругање на железото, све, освен само рачно ние со чекич што удираме. Друго ништо не е, фино тука може да се живи од овој занет. Мислим да се издржи една породица, може да се работа. Во развојот на малото стопанство може да најде место под сонце и малата работилница на решетарот и производителот на традиционалното даире, што и натаму помага да се разгори жарот на музичката душа на ромите. Некогаш покрај огнот и чергата. Денес даирето е само еден од инструментите на големиот оркестар на културно-уметничкото друштво Пралипе, чие име во превод значи братство. Даирето е врската со традиционалната култура со која се пленува срцето и дамарот на обичниот ром. Друштвото Пралипе од Тетово е формирано во 1960 година како израз на културно-уметничкиот аматеризам и организираниот придонес на ромите во создавањето на културната клима и традицијата во Тетово. Културно-артисти како Амалит наскоре Пралипе, Катари и Тетова. Какла Зиескоро, Редоси Кодуј, Англипе, Сар Ангуно, делегирање, делегација, Коркоро, Интересикано, Хигипе, Културако. Сили кај сулес поро вакерибе по предлогос е делегацијска за култура. Масиман предлог товел делегација ки свис култура е Демир Демириске. Кода се? Амалален е фактичкоро предлог пело е Демир Демириске. Ко си е Демир Демириске? Нека ватат повал. Силика е против. Констатира ки од Демир си делегирано за развита култура Камара и општина Тетово.
Културно-уметничкото друштво на ромите Пралипеот Тетово е формирано во 1906 година. Од постојањето па до денес, низ него поминале 4 генерации на членови, од кои најповеќе непосредно производители, занаетчи, културни работници, просветни работници, ученици, студенти, пензионери и така натаму. Од почетокот па до денес, нашето друштво негувало и понатака ќе негува програма со песни и игри од сите народи и народности на нашата братска социјалистичка заедница, преку која може да се каже дека околу 25% од споменатата бројка на членови биле од другите народи и народности, кои биле вклучени во сите секции и управни органи на друштвото. Со паралелниот развој на самите друштва на подрачјето на општина Тетово се создадува услови и можности за непосредна соработка помеѓу самите друштва и запознавање меѓу членството. Соработката се манифестираше со заеднички настапи, отстапување на една секција да учествува во програмите на било кое друштво, зајмување на носи и реквизити. Ова неслучајно го споменувам што создаде услови за јакнење на заедништвото на подрачјето на општина Тетово, кој понатаму има услови за поголемо јакнење. При приредување на концерти на Кут Пралипеот Тетово, секогаш посетата била масовна, со посетители од сите народи и народности, што беше одлика на самата содржина на програмата на друштвото. Од постојањето Културно-уметничкото друштво Пралипеот Тетово има приредено концерти како во самата општина, Републиката и надвор од неа. Уште еднаш. 1, 2, 3.
Информирањето на ромите во Тетовска општина на ромски јазик не е само начин на навремено и објективно информирање за сите текови на животот во општината. Вакерла радио Тетово, комашно да Вахерла радио Тетово е вистински приказ на нашата општествена стварност. Тоа ја одразува суштината на нашиот самоуправен систем, во кој човекот е и субјект и грижа, право и одговорност за учество во изградбата на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи и по брзиот развој на социјалистичка, самоуправна и неврзана Југославија, братска заедница на рамноправни народи и народности.